Еве ме, добро дојдовте. Добро ве нашла. Значи, како што кажав, гледав пред некој ден еден филм и ме мотивираше да истражам малку повеќе за антички будизам, односно и за нивните верувања. И секако немој да ме сваќате сега здраво за готово, се ова е секогаш на интернет има и по некоја лажна информација, од ова ја што го гледав и читав, ова го заклучив и сега ќе ви го раскажам и ќе го поврзам затоа што го сметам како голема метафора поврзана со ова што нас ни се случува во светот денеска, со оние алчни луѓе, богаташи, олигарси, политичари, ама нема да зборувам за светот, ќе зборувам за поврзаноста со овие наши политичари. Исто така ве молам да не ме сметате за штракната. Ова се некои си такви приказни и верувам дека сите од нас некогаш сакаме да си слушнеме некоја приказна. За мене барем ми е многу интересно да слушам приказни. Значи, она што го прочитав е дека во нивните верувања, нели тие антички будистички, може би уште веруваат во тоа, дека има еден дел од пеколот, будистички пекол, кој што се вика Нарака, каде што луѓето поради нивната алчност имале мали усти, тенки вратови и огромни стомаци. Затоа оттаму се оваа нивната алчност што никогаш не може да го наполнат стомакот, не може да се дојадат, не може да се донапијат, цело време бутаат, меѓутоа таа мала уста и тој тенок врат додека стигна до стомакот и значи само бараат уште и уште и уште. Сега исто така тоа од дел од нивното верување кажува дека тие гладни духови ги викаат, гладни духови се од време на време, значи станале пак живи, си нашле некои тела и се вселиле во телата на оние кои што ни го водат светот денеска, сите тие не можам да ги не знам, сериозно не имам збор како можам да ги наречам сите тие алчни лакоми што никогаш ништо не им е доста. И сите кај нас во Македонија политичарите што ни прават? Што ни прават? Не држат гладни, за да може они да се набутаат, ама не држат гладни само за храна. За жал и за храна сме гладни. Меѓутоа не држат гладни за надеж. Ни ветуваат, и ние повторно се надеваме и веруваме, не држат гладни за работа, не уценуваат со работа за да можеме да им бидеме послушници. Не држат гладни за вистината, цело време не шетаат натаму наваму како фудбалска топка, ни кажуваат приказни за мали деца и ние упорно веруваме, не затоа што сакаме да веруваме, не затоа што гледаме рационално, затоа што нашиот мозок не може да биде рационален кога не знаеш како ќе го преживееш утрешниот ден и ти и вие, и вашите деца, и вашата фамилија. Овде имам подсетник, пошто сега сепак се некои информации, не го зборувам ово од срце, ова се податоци. Значи да се разбереме, не кажувам фалави, па да морам да прочитам, ова се податоци. Значи сега тие алчни духови секогаш наоѓаат нови тела, и тоа тело ќе умре, ново и така. Никогаш не е доста во ниеден аспект. Дали некој ќе дојде малку моки, сака повеќе моки, па уште повеќе моки. Ќе купи една кола, само што ја купила едната сака поголема, ќе купи куќа, ќе купи и се никогаш не може да се задоволат тие, нели метафорички кажано, нивни стомаци. Затоа стомаци не се само за храна, за его, што поише, нема доста. И не можам, значи, зошто тие луѓе немаат чувство за оние кои што вистински немаат. Не можам да разберам зошто не би поделиле јас сега како Елон Маск или како наши милиардери кои што ги имаме во Македонија, да имам и уште да сакам и уште да има, а да гледам дека некој до мене нема за да јаде. Кај ќе ги носам тие пари? Кај ќе ги носам? Што ќе им правам? Тоа вистински не можам да го сватам. Ние шурија ни ја продадоа државата, си ги испорлапнаа милиарди и уште истите верглаат и не држат нас вака како на ченгелче и не оценуваат и не условуваат за да можеме да бидеме нивни потрчковци, затоа што немаме друг избор. Знаете зашто не држат гладни? Затоа што гладниот човек се покорува, тој моли, тој чека, тој не се бунтува затоа што ако се бунтува па се плаши дека пак нема, ќе има уште помалку, дека нема да му ја дадат работата што му ја и
седат со наведнати глави и само се молат да победи нивната политичка партија, затоа што може би некој од нивното семејство ќе го вработат или може би ќе добијат 500 денари поголема пензија или плата. Мислам, тоа е тоа што го прават. А они живеат во палати и јадат од тањири полна со нашата глад. Затоа што нивните тањири се полни, затоа што нашите се празни. И живеат како, искрено живеат како кралеви, а ние сме тие што сме заборавиле дека уствари ние, народот, сме круната на кралевите. Ако ние не им ја дадеме круната и ако ние не ги круносаме, тие ќе бидат исти како нас, на исто ниво. И не знам зошто упорно истите матрици и се вртиме во круг и пак еве ги гледам на Facebook, само се тепаат ВМРО, СДС, ќе се испокараме, ќе се испотепаме. Ние сме попрво ќе се испотепаме меѓу себе, наместо да сакаме да живееме сложно и да се бориме против оние кои што не доведоа во оваа ситуација. Значи, они се ситат на тоа што ние се караме. На нив тоа им одиме во прилог. Они се хранат со тоа и тоа е дел од нивната алчност и на тој начин си ги пополнуваат тие дебели стомаци. И во права смисла имаат дебели стомаци. Кој како дојде на власт, пошто како некоја, не знам, како некоја не пиша на правило е. Значи, мора еднаш за секогаш да престанеме да ги храниме со нашата подчинетост, со наведнати глави, со нашата не знам, со нашето како се вика тоа, покорнизм, не знам ни како се вика, стварно сум го забравила зборот. Нашата празнина и духовна празнина, они не испразнија и не исцица на секое можно ниво. Значи, нема човек што у Македонија веќе има волја за живот, што има волја за подобра иднина или веќе има надеж за подобра иднина. Се е веќе некако како да се прави работите дека мора да се прават, а не дека сакаме да ги правиме. И на нив тоа највеќе им одговара. 35 години на мафтаат. И не знам, со овие ветувања, па сега се дека нели актуелни локалните избори, па со кои пари бе тие ветувања ќе ги исполните? 7 милиарди ни е задолжена државата само за последнава година, кои ќе ги враќа тие пари? А ги закитувате пензионерите со 500 денари поголема пензија или не знам сега. Ама само ветувања. Вратете се малку само, значи само да се прочитаат нивните минати предизборни ветувања, да видиме што исполниле. Они упорно секоја кампања и сите ветувања ги даваат, едно ветување не исполниле. Како и да е. Значи, еве, приказнава од античкиот будизам, нивните верувања многу ме подсетија на нашиве лакоми, алчни, тие гладни духови. Вас не бе подсекаат. Оригинал, никогаш доста. А ние, ќути и трај, македонче. Многу ми е жал што сме такви. Еве, на крај ќе завршам со тоа што стварно се надевам, како што пред малку кажав, дека ние сме круната на тие што се мислат дека се кралеви. И мораме да излеземе, мораме да им се спротиставиме, мора да се... Јас искрено не сум ни член, ни поддржувач на левица. Јас сум поддржувач моментално на Амар за Скопје и сум против апсолутна власт, затоа што таа апсолутна власт нас ќе нас пушти уште подоле, а нив ќе ги крене уште погоре и тоа ќе биде потоп. Да сме живи и здрави, ама немој да се фокусирате дека ако сте за една партија, мора таа партија да биде на власт, само затоа што ви дала ветување дека ќе ве вработи или ве подкупува со некакви смешни пари или производи, што и да е. Престанете да верувате на нивните ветувања. Нивните ветувања се покажаа лажни повеќе од 30 години. Толку од мене. Поздрав до вашите семејства и до вашите најблиски. Насмевнете се, излезете на гласање во недела и гласајте за кого мислите дека треба. Меѓутоа, мојот видео нека ви биде мала инспирација. Не кажам за кого да гласате, јас си кажам за кого би и за кој би сакала да победи. А за кого вие на крај ќе гласате, е само ваш избор. Поздрав, Ангела од Катар. Чао, морам се настопирам.